Со прогласување на планините од југоистокот и Дојранското езеро во национални паркови, граѓанските активисти од овој дел на државата сакаат да ги стопираат активностите за отварање на било какви рудници. Тие формира регионална граѓанска иницијатива за прогласување на планините Кожув, Беласица и Огражден и Дојранското езеро за национални заштитени подрачја. Постапката веќе отпочнале, зашто се ангажирани професори од Природно-математичкиот факултет. Оваа иницијатива се базира на зголемената свест на сите граѓани од овој регион после иницијативите за борба против истопирање за израдба на нови рудници во овој регион, кај што ја подигна свеста и луѓето станавме свесни сите што е какво е тоа богатство што ги имаме, и оваа иницијатива во принцип ќе представува и заштита на тоа наше национално природно богатство. Кон оваа иницијатива се приклучија и сега со своји совети и активна работа и голем дел професори од Природно-математички факултет, експерти од разни области, геологија, природните науки и така натаму. И ова е сега првиот иницијален чекор. Се изработи предлог програма која што ќе биде јавно објавена. Според Ангел Наков од Спас за Гевгелија, целата постапка е огромна и истата ќе трае со години, но тие нема да се откажат да ги заштитат овие подрачја, богати со флора и фауна, а со тоа воопшто да не се размислува за отварање на било какви рудници и тешка загадувачка индустрија. Сметаме дека ова национално богатство со кое што располага нашата мала прекрасна држава, мораме да го заштитиме. На Македонија не им треба индустрија од типот на рударство, Г1, најзагадувачката индустрија во светот. На Македонија и треба да го зачува ова природно богатство кое што имаме, да може, бидејќи тоа природно богатство ќе овозможи регионален развој, развој на туризмот, развој на органското потекло, развој на селскиот туризам, тоа што се комплементарни и предности на овој регион. Премиерот Зоран Заев за време на кампањата за локалните избори од Валандовско и Јосифово порача дека рудници во југоистокот ќе нема. Но во меѓувреме, комплексот Казандал, за кој што инвеститорите тврдат дека нема да ја загадува животната средина, влегува во завршна фаза и од надлежните институции чекаат да добијат интегрирана еколошка дозвола, со што и официјално ќе започне процесот на ископ на руда и производство на катоден бакар.